Добар ден, почитувани гледачи. Отворено на тема. Инаку, зошто би разговарале ако не е отворено, нели? Ама метафората нека си стои. Отворени се сите опции во Европа и во светот за решавање на горливите прашања. Од она поместувањето на цели народи од Азија кон Европа, според потребите на социјалата и на некои други безбедносни прашања, до одговорот на тоа како да се организираме за да живееме подобро. Прашање кој си го поставува светот веројатно од постоењето. Во Европа денес има едно превладувачко размислување по потрагата по новиот Хегел, е тоа е одржливоста на заедниците. Колку голема заедница може да биде одржлива, докаде е улогата на обичниот човек, на граѓанинот. Формулација на тоа што е граѓанин. Сето ова е денес предмет на дискусија, на панел дискусии, меѓу интелектуалци, меѓу обичниот свет, докаде оди влијанието на обичниот човек. Либерализмот кој доби едно друго движење, некој велеа дека тоа е постмодернистички став на светот, ако има нешто такво, нели? После модерната се е модерно или се е постмодернистичко. Либерализмот ни донесе една друга појава, а тоа е концентрација на средства и моќ кај многу мал број на луѓе. Предлогот на мултинационалните компании да интересите на мултинационалните компании бидат меѓународно право или наднационално право произведе во Европа голем број на дискусии околу тоа што би биле државите, што би биле нивните функции, докаде тие треба да го организираат успешниот живот на граѓаните, на нивните поданици, ако очекуваме тие да бидат наш сервис. Се са ова прашања на кои што одговори недостасуваат. Каде сме ние? И ова е прашање. Можеби и најважно за нас, секако. Одговорот е, Европа ни вели, морате да го зајакнете граѓанскиот сектор, затоа што во оваа дебата во Европа, во една страна се работодавачите, од друга страна синдикатите, од една страна се политичарите и политичката провиненција, од друга страна граѓанскиот сектор. И постојано ни велат, морате да го зајакнувате граѓанскиот сектор. Во извештајот на Прибе има поприлично неке 7-8 страници во која што се вели зајакнувањето на приватниот сектор во економијата и граѓанскиот сектор во социјалата, во општеството е нужност за стабилизација на Македонија. Колку тоа сериозно го сваќаме, не знам. Само знам дека во општото етикетирање во Македонија, ако не си со нас и против нас, намалува просторот и местото за она што се нарекува граѓани и неговите асоциации. Една од личностите што во последно време често на екраните и кажува ставови своји на граѓанското здружение на кое што му припаѓа, со време почнува да бива цел на напади, бидејќи ако не си со нас, си против нас. Ама ние сме на страна на граѓаните. Џабир Дерала е мој и ваш гостин. Добре дојдете во мојава емисија. Добар ден и морам да кажам уште на самиот почеток дека имавте маестрален вовед и јас се надевам дека остатокот од емисијата ќе го задржиме на тоа ниво. Остатокот од емисијава ќе ви припадне вам. Благодарам. Вака, јас направив една така објаснување за моеве гледачи што се всушност граѓанските здруженија. Европа вели дека се нужност. Во документите кои се образувачки за Македонија повторно пишува граѓанскиот сектор е нужност во диалогот помеѓу власта и граѓаните како поединци или како социетет заедно. Како кај нас се перципира тоа? Знаете што прво и основно мораме да кажеме, секако ќе се согласите со мене, дека граѓанските здруженија, граѓанството воопшто, како или организираните или неорганизираните облици на граѓанско делување, на индивидуално, на групно ниво и така натаму, се дел и од правата кои ни ги обезбедува Уставот на Република Македонија. И Хелсиншката повелба. Хелсиншката повелба и низа други меѓународни стандарди и документи кои имаат правна тежина во нашето законодавство, домашно законодавство. Тоа значи дека нам во принцип не би требало да ни се потребни дополнителни опомени, анализи и препораки, бидејќи ако само го следиме словото на Уставот и на законите на Република Македонија, поголемиот дел од нив, можеме да дојдеме до многу позитивна позиција во поглед на граѓанското општество. Сега, тоа како изгледа перцепцијата на граѓанското општество во Република Македонија, практикувањето на тоа право на граѓанско здружување и делување на локално или на национално ниво е една сосема друга, би рекол, доста тревожна приказна, бидејќи имаме ситуација во која граѓанското општество е стигматизирано, демонизирано, а од друга страна не е доволно сериозно сватено. Но ако погледнеме на резултатите на граѓанското општество во изминатите 25 години,
во Република Македонија, ќе забележиме дека навистина големи се постигнувањата. Од пазувите на граѓанското општество се излезени, би рекол, најголем дел од лидерите на политичките лидери на оваа земја, почнувајќи од председателот на земјата, завршувајќи со министри, со лидери на опозиција, со експерти, академици и така натаму. Нивните постигнувања се разликува, кај некои поголеми, кај некои помали, кај некои биле штетни по некој процес, кај некои биле навистина благотворни. Но сума сумарум, граѓанското општество во Република Македонија е практично непостоечко. Зошто? Според моето скромно мислење. Зошто? Заради тоа што самото општество во Република Македонија е непостоечко. Или поточно, да не одиме тотално во нихилизам, општеството е толку притиснато, толку окупирано од сите останати сегменти на тоа што може да се нарече живот на една заедница, на една држава, од најразлични други центри на моќ, почнувајќи од политичките центри на моќ. Политичките партии и пред се и над се, политичките партии го имаат окупирано, речиси, секој квадратен сантиметар од тоа што ние би требало да подразбираме под граѓанско општество. Без оглед на тоа што и политичките партии се дел од граѓанското општество. Би требало по дефиниција да се, меѓутоа нивните интереси се некогаш или најчесто се групни, не само политички, политиката значи општо добро за што поголем број на луѓе. Така е. Партиите само условно го носат презнакот политички партии, бидејќи се интерес на помала група. Во ред се кажува дека програмата е за сите граѓани, но така е како што е. Јас реков една максима дека кај нас живееме во едно време во постојани избори и ако не си со нас си против нас, бидејќи заострената политичка борба има една економска, социјална, па една друга страна. Денес е најпрофитабилно да си политичар. Ако се мери според тоа како нашиот народ се снаоѓа во тоа, ќе видиме дека и ние не сме толку непредприемчиви. Што велите вие? Да, впрочем, добро го детектирате. Ни говорат дека немаме доволно знаење за предприемаштво, но не изгледа така. Јас мислам дека предприемничкиот дух е прилично развиен и тоа можеме да го видиме во политиката во последниве, би рекол 10, меѓутоа и многу повеќе од тоа, би рекол 25 години, колку што постоиме како независна држава. Сметам дека политиката на многу погрешен начин се употребува, односно злоупотребува. И оди не само во насока на одбрана на интереси на една група, туку оди во одбрана на интересите финансиски пред се на една многу мала група луѓе во рамките на одредени политички партии. Каде што дури и оние кои се членови на една политичка партија, сметајќи дека тоа е подобра опција за нив, дали идеолошка или пак лукративна побуда имале кога се приклучиле, сепак и тие се само една обична машинерија за сметка на она што една мала група луѓе го раководи и го практикува во животот на една партија. И тоа е дополнителен фактор кој го стеснува просторот на секој граѓанин или граѓанка во земјава да делува онака како што налагаат принципите на едно демократско општество. Така. Бранко Царатан, докторот, професорот вели клиентелизам на цена. Точно така. Игра на зборови, но клиентелизмот е на цена. Точно така. Нешто што мене ми паѓа во очи, на моје лично задоволство е сите овие случувања од 2 години, посебно последната година. Македонија влезе во еден турбулентен период поради низ за случувања, но ако во секое лошо има понешто добро, тоа е дека се профилира граѓанскиот сектор колку толку, но и понесува една друга работа, едно мешовито општество како македонското, во кое што имаме еден куп на табу теми за кои што не разговаравме, воопшто имавме предрасуди, одеднаш почнуваме да зборуваме за нашите граѓански интереси, финансиски, социјални, психолошки, образовни, од сите облици, па сега го слушаме Петри таме со негови ставови, вас ве слушаме, професори од Тетовскиот универзитет за кој јас не сум знаел, или професори од Југоисточна Европа кои што имаат ставови со кои што можеме да се согласуваме, ама имаат ставови. Ги рушили граѓанскиот сектор стереотипите што ги имавме досега?
Од сето ова што е лошо. Да, видете, последните 2 години се заострува една политичка криза која навистина го разниша целиот систем. И ние практично имаме ситуација во која не многу добро функционира државата воопшто во целина. Во тој простор на урнатини, ако сакате, не во вистинска, туку во преносна смисла на зборот. Криза на институциите, криза на институциите, криза на правото, ако го парафразираме професор Шкарич пред некој ден. Имаме ситуација во која оние групи, организирани групи на граѓанки и граѓани кои независно од политичките центри на моќ се обидуваат да наметнат некакво мислење во јавниот дискурс, успеваат да излезат на површина. Тоа не значи дека тие се толку силни, колку што значи дека институциите се многу слаби. Во медиумскиот пейсаж на Македонија, за жал, не доволно има простор за сите идеи да бидат презентирани на квалитетен начин и секоја чест за вашата телевизија која одвојува волку голем простор токму за овие теми да се поразговара, но имаме ситуација во која после 25 години развој на некој плурализам, сепак граѓанското општество морало да изгради некои капацитети. На крајот на краиштата и големи средства, релативно големи средства се буквално вбризгани во овој сектор, би рекол, од демократските институции, од донаторите и така натаму, меѓутоа и од буџетите на државата. Значи, државата, следејќи ги меѓународните стандарди, има низа олеснување за граѓанскиот сектор во делот од финансиското, меѓутоа и од другото работење. Меѓу другото, дел од локалните, би рекол, лидери и оние што ги управуваат институциите на локално ниво, често имаат слух за граѓанскиот сектор, бесплатно ги отстапуваат своите општински сали и други ресурси, и тоа е исто така олеснување. Не е бог знае што, но сепак е олеснување. Сметам дека во оваа смисла граѓанското општество можеби се најде затечено од можноста да се наметне како opinion maker, како градител на јавното мислење. Поскоро отколку што ги има изградено своите ресурси. Меѓутоа, добро се снаоѓа. Јас очекував и повеќе од граѓанскиот сектор, морам да ви кажам. Јас сум дел од тој граѓански сектор, значи ова и самокритика се разбира. И сметам дека во наредниот период треба час поскоро да се организираме, добро да ги слушнеме нашите сограѓанки и сограѓани. Што ним им е потребно. Не тоа што ние треба како граѓански сектор да го ставиме во Excel табелите на крајот од некаков проект, туку треба да бидеме дел од она што значи граѓански интерес. Так. И уште по-жестоко, уште по-вокално, уште по-структурирано да го наметнеме тоа на политичките центри на моќ. Бидејќи тие по тоа треба да седнат во некој парламент, во некоја влада, во некоја институција и да го канализираат интересот на граѓаните, чии канализатор на некој начин, чии представници велиме дека сме ние. Имаме уште многу да работиме, знам тоа, и треба час поскоро да почнеме да работиме со воен напор, за да можеме навистина да го оправдаме називот граѓански сектор или граѓански организации. Лесно им даваме етикети во Македонија на граѓанските асоциациите на граѓаните поради разни интереси, меѓу нив често пати си оние лукративните, како што рековте вие, а и сега да ја представиме и асоциацијата на граѓани од која вие доаѓате и за чија активност би зборувала овде. Се заработи за цивил. Да им објасниме на граѓаните дека тоа е македонска асоциација на граѓани, точно не е така. Сорос или пежоративно наречене соросоиди, ако не е убав ни да се употреби терминот, но нека остане како колоквијална употреба на оние кои се бават со нешто друго. Што е цивил? Цивил е невладина организација која формираше една група луѓе, меѓу кои повеќето беа уметници и новинари, слободни уметници и новинари, меѓу кои имаше еден човек кој се занимава со бизнис, значи во бизнис секторот, и тоа е буквално организација од македонски граѓанки и граѓани.
Значи, во 99-та година ние веќе подолго време функциониравме како некоја иницијативна група која имаше и неколку проекти, претежно во сферата на културата, меѓутоа кои има социјален импакт. Значи, организирате културен настан, меѓутоа на него му додавате некаква порака која треба биде едукативна за граѓанките и граѓаните, и пред се најдобар дел од нас се наоѓаше околу идеите и околу праксата, политиките кои се однесуваат на човековите права и слободи. И во таа смисла ние се собравме и рековме, па ајде, време е можеби и официјално да го поставиме тоа како организација, и тоа е Организација за човекови права и слободи. Според изборниот законник и според легислативата македонска, тоа е организација која впрочем е повикана да наблюдува и избори. Значи, изборите може да ги наблюдува организација која се занимава со човекови права и слободи. Зошто? Заради тоа што правото на глас е едно иманентно, едно фундаментално човеково нема право. граѓанско општество без право на глас. Мислам, тоа е дрвено железо. Апсолутно. Ние започнавме со проекти, и тоа во добра соработка со тогашната гарнитура на власт, би рекол, со почнувајќи од Министерството за труд и социјала, завршувајќи со Министерството за култура во тоа време, и работевме на проекти за јакнење на јавната свест за лицата со посебни потреби, а паралелно со тоа еден друг дел од нашата организација работеше на детектирање на состојбите на човековите права и воопшто состојбите поврзани со пенитенцијарниот систем. И имавме многу сериозно и опсежно истражување за состојбите во затворите. Човекови права, меѓутоа и воопшто состојбата на затворите. И тоа го правевме во соработка со тогашното Министерство за правда, кое тогаш го водеше денешниот омбудсман. За жал, нашиот курс на организација која се занимаваше во два правци со овие два сектора беше прекината со, би рекол, воениот конфликт или со конфликтот во 2001 година, кога пред нашата организација се исправи една задача да повикаме на мир и помирување. И би рекол, без лажни скромности, навистина можам да го подкрепам тоа со факти и докази, дека во рок од една недела по почетокот на оружените пресметки, кои започнаа некаде на 17 февруари, ние веќе на 24 февруари 2001 година организиравме Рок за мир со 10 рок бендови од цела Македонија, легендите на рок н ролот во тоа време, и плюс еден норвешки бенд. Во 2001 година, на крајот од конфликтот, кој за среќа не траеше предолго, ние се запрашавме што сега. Свативме дека во рацете на цивилното население, на страна таа воената операција, неопходна жртва и сето тоа, да не го коментираме, сепак во рацете на цивилното население се најде многу оружје. И заради тоа ние рековме ќе го зафатиме и овој аспект на човековите права. Значи се што правиме од аспект на човековите права. И работевме навистина вредно, и ден денеска работиме во тој сектор, за борба против нелегалното оружје, борба против вооруженото насилство и така натаму. Се разбира, со текот на времето кај нас се isпрофилираа и други сектори, и ние во овој момент сме организација која е силно ангажирана во делот на социјалната правда, во делот на човековото право на безбедност, значи во контролата на оружјето, што е една сфера над 30 големи теми, и се разбира од 2008 година се по-видливо ние сме организација која се занимава со изборно наблюдување, меѓутоа од еден аспект кој е комплементарен на тоа што го прави организацијата МОСТ и другите невладини организации кои следат избори, на начин што се обидуваме да
го извлечеме суштинското од тие процеси и да дадеме подолгорочни, како што вие споменавте во воведот, одржливи решенија за ова општество. Најнесебично, се разбира, имаме и медиумска продукција која е доста солидна, која предводи мојот и вашиот колега Синиша Станковиќ. Имаме и една дивизија, би рекол, уметничка во организацијата која се занимава со креативни начини за едукација на деца, млади и се разбира и други категории граѓанки и граѓани, која се занимава токму со човековите права, меѓутоа во еден креативен дел кој го предводи академскиот сликар Мирослав Стојановиќ. Вториот дел од емисијава отворено на тема, што оди секој ден на програмата на телевизија веднаш после централниот дневник. Првиот дел од оваа емисија зборувавме за тоа што се тие граѓански здруженија, колку е нивната нужност и точно за мојот гостин овде да не биде забуна која му е граѓанската опција, која е организацијата од која доаѓа и кои се активности. Сега зборуваме за нешто што не тишти, не оптоварува секој ден. Колку не има и како ќе си го оствариме основното граѓанско право да бираме и да бидеме бирани, да не го забравиме вториот дел. Господин Древа, најактуелно во Македонија е кога на еден државен орган му се ставија сите опции на располагање. Овде не мислам на специјалното јавно обвинителство, туку зборувам за Државната изборна комисија, која е и во тој договорот од пржино влезе како државен орган кој треба да донесе во второстепеност некакви одлуки. Тешко тоа функционира. Но висиме пред порталите на телевизиите да слушнеме ќе има ли избори, а одговорноста е на Државната изборна комисија. Јас не мислам дека во светот постои таков орган како Државна изборна комисија, професионална, нали, која би донела такви крупни одлуки како во Македонија. За жал, се е изместено во Република Македонија веќе се години. Навистина е тешка одговорноста на луѓето во Државна изборна комисија. Јас би рекол дека Државната изборна комисија е обременета со оваа одговорност за која зборувавте, но сметам дека од друга страна законските обврски и овластување на Државната изборна комисија всушност и не се разликуваат многу од претходно. Тоа колку и на кој начин тие овластувања и таа, би рекол, собственост врз изборниот процес во Република Македонија претходните постави на Државната изборна комисија ги практикувале и ги користеле за да направат што е можно подобри изборни процеси во Македонија е друго прашање. Меѓутоа, во овој момент имаме Државна изборна комисија во многу деликатен период за земјата. И наспроти нашите инсистирања да се професионализира во целост Државната изборна комисија, процесот дојде до ситуација да има делумно професионализирана Државна изборна комисија, односно тројца од членовите да бидат експерти, а останатите да бидат онака постаро, да бидат представници на политичките партии. И тоа сметам дека предизвикува внатре во самата институција едно разногласие кое никако да доведе до квалитетен процес. Впрочем, ние бевме сведоци за тоа дека како и порано, така и сега има несогласувања, предолги седници, одлуки со кои не се согласуваат дел од тие представници во комисијата и така натаму. Имаме ситуација во која Државната изборна комисија е исправена пред еден многу жесток предизвик да го исчисти избирачкиот список. Меѓутоа, ако се сеќавате, пред тој исти предизвик беа исправени и претходните постави на Државната изборна комисија. Меѓутоа не успеаја да го исчистат. Но сега дојде времето кога тоа конечно мора да се направи. И добија еден документ на кој што подзабораваме сите, а тоа е методологијата која подпишија сите партиципенти од тој договор заедно со меѓународните надледувачи и со експертите по IT технологија внатре. Значи имаме документ кој се нарекува... Имаме документ кој е солиден и кој веднаш да ви кажам, не е премногу различен од претходни некои методологии кои биле понудени во рамките на работата на Државната изборна комисија, меѓутоа од низа соображенија, да кажам,
тие документи не дојдоа до израз, односно не беа спроведени во праксата. Сега мора да се направи. Тоа не сум сигурен дека имаме доволно услови да кажеме дека таа методологија е спроведена во целост и дека таа методологија е наспроти овие подписи кои ги споменувате, дека ја почитуваат токму оние кои се подпишале за таа методологија. Методологијата е јасна, мора да се исчисти избирачкиот список по пат на вкрстена методологија, вкрстена споредба на датабази и исто така придружена со одредена теренска проверка. Ние имавме и на пред некои месеци барања и предлози до релевантните институции да се направи целосна теренска проверка. Тоа значи попис? Личи на попис, да, не е истото, меѓутоа има слична методологија. Се разбира тоа не можеше да се спроведе, прво скапо е, второ нема време, трето нема доволно ресурси државата и така натаму. Еве делумна, барем делумната да беше спроведена онака како што треба. Организацијата од која јас доаѓам има сознанија, има податоци и сведоштва за тоа дека од овие што беа оставени на крајот и навистина е сомнително зошто одеднаш спадна на толку малку на 89.000. Можеме да го разгледаме тоа вака малку хронолошки. Излезе 493.000 и нешто половина милион. Првата вечер кога излезе информацијата, сите бевме фрапирани дали можно да живееме во држава во која што една половина милион се спорни гласачи. Тоа 3 пати ги надмина нашите најцрни предвидувања. Ако се сеќавате, пред минатата година излеговме со проценка дека од 120 до 150.000 гласачи во избирачкиот список имаат сомнителен бекграунд, по низа основи. И ги нарековме фантомски гласачи и сето тоа, за да може да го привлечеме вниманието на институциите, без намера некого да го изнервираме или пак да го навредиме. Едноставно имавме проблем и го детектиравме тоа како организација. Бевме обвинети за манипулации и сето тоа и одеднаш испаѓа таа бројка која што вие кажавте. Потоа спадна на околу 300.000 гласачи. Каде отидеа 200.000? Со јасен документ кој се нарекува методологија. Тоа треба да го одговорат представниците и тоа сите представници на Државната изборна комисија. Понатаму таа падна на некои 200.000, па 120.000, па на 125.000 и на крај да се согласат со 89.000. И таа бројка од 89.000 сомнителни гласачи во избирачкиот список, ќе ви кажам зашто се работи. Имаше случаи, кај нас беа пријавени во цивил, во кои луѓето велеа, јас живеам овде од своето раѓање. Зошто одеднаш сега се случува некој да ми дојде и да ми го проверува мене идентитетот и да проверува дали јас сум сомнителен или не. Знаете, кога излезе избирачкиот список комплетен на веб, така, каде што сите може, и тоа навистина беше една играчка, една забава, би рекол, под и без наводници за целиот народ, каде сите ловевме фантоми, што се вели, па се затвори тоа беше добра алатка, навистина. Малку отрезнувачка, малку едукативна. Се баравме сите по познатите, така. Меѓутоа одеднаш се затвори таа и потоа излезе список од 89.000 гласачи. Знаете, тоа веќе една работа е кога сите решаваме, еве, нели, тука имаше одредени дилеми дали е тоа во склад со заштита на приватност. Но ајде да го проголтаме тоа на некој начин, меѓутоа 89.000 од сите заедно да ги тргнете, да ги извадите на тацна, пред да докажете дека се навистина сомнителни, не беше коректно. Но, како и да е, во рамките на тие 89.000 има, не сум сигурен колку случаи, меѓутоа не се малку, кога луѓето ни се јавуваа со поплака дека им е срам од комшиите што се нашле на листата на сомнителни гласачи на избирачкиот список. За разлика од нив, има низа гласачи за кои, или влезови, да ги наречеме, податоци во избирачкиот список, за кои ние имаме навистина висок степен на сомнеж дека се навистина фантомски, дека произлегуваат од одредени манипулации или пак недоследност и неажурност на избирачкиот список, кои не се наоѓаат на овој список од 89.000. Зошто е тоа така? Значи, и исто така,
за огромната бројка граѓанки и граѓани за кои се претпоставува дека се во странство, требаше да има теренска проверка. Мораме ние да имаме податок во кој ние треба да знаеме колку луѓе имаме ние навистина во земјата и кои имаат право на глас во земјата, се разбира, никој не им го оспорува на луѓето во диаспората, барем нашата организација во ниеден момент не го оспори правото на македонските државјанки и државјани да си гласаат во странство. Меѓутоа, мораме да имаме некаков систем. Мораме да имаме некаков податок за тоа кој навистина гласа, а кој не. И тоа е навистина ситуација која јас сметам дека не може да се реши во неколку дена. Тоа повлекува, ќе продолжиме со разговорот, тоа повлекува една една системска последица. Има запишени 1.800.000 и колку илјади гласачи. Да. Кога се стави цензусот, значи имаме пропорционален систем. Да. Во тој смисол, за да бидат успешни изборите, мораме да имаме 900.000, да не се играм со математика. Ако ги немаме или не се во можност да гласа затоа што се на разни континенти, ние може да имаме проблем со цензусот. Точно така. Што вели вашите сознанија? Ние велиме Како се дека доаѓало до цензус до сега? ние велиме дека голем дел од изборните процеси во изминативе години е проблематичен, сомнителен квалитет. Ние, ако се сеќавате, во 2014 година излеговме со оценка дека изборите се нелегитимни. Дека 2013 година исто така имавме многу лош изборен процес, пропратен со бојкоти од коалиционен партнер, председателските. Локалните беа навистина тажен приказ на тоа што Македонија е, а што би можела да биде. Имавме во 2011 година исто така силно сомнителен изборен процес. Не велам јас сега дека само политичките партии на власт го манипулирале, па би рекол, а го имаме и кажано тоа, не бегам ни од таа изјава дека на некој начин дури ги украле изборите. Меѓутоа, се работи за цел систем во кој ние не функционираме како што е многу поважно. Институциите не функционираат. Ве молам, како е можно ние да имаме толку непознаници во врска со изборниот процес и неколку месеци пред изборите во 2014, исто во 2013 и сега уште повеќе непознаници од колку било кога порано, само на 2 месеци и нешто пред изборите, ако навистина се случат на 5 јуни. Навистина, мислам, секој што има здрав разум би требало да рече, чекайте малку, дајте да земеме здив, дајте да ги средиме работите. Еве, нека да се тргнат настрана политичките прашања, дајте да ги решиме правните. Тоа е за секојаш. Правните проблеми, да ги решиме техничките проблеми, да ги решиме институционалните проблеми. Ние тоа го немаме, нема волја за тоа. Од тоа ќе биде и поголемата легитимност на оние кои ги добијат изборите. Именно. Не знам како политичарите не сваќаат дека од апсолутно кредибилни избори произлегува и нивната моќ. Од сомнителни избори се намалува легитимноста. Постојано ќе мораат да плаќаат, постојано ќе мораат да плаќаат за да може да ја задржат својата моќ и така ќе тонеме. Така. Како асоциација на граѓани кои ги надгледува изборите од сите аспекти, да направиме, да ви поставиме неколку прашања кои ги постават моиве сограѓани. Веројатно за вас се разбирливи. Списокот, избирачкиот список е таков каков што е. Тие велат вака, моето искуство е вакво. Јас одам на избори, има од политичките партии представници кои ги познаваат луѓето од улицата, имаш од администрацијата кои се членови на избирачките одбори и јас се прочитам, гласам таму. Ми стават на прстот со лед лампа ми стават обележување и јас се вратам. И како ги крадат гласовите? Ова се прашуваат граѓаните. Се работи за тоа дека имаме низа сознанија, низа сведоштва и низа докази за тоа дека манипулирањето со изборните резултати трае подолго време отколку само на денот на избори. На денот на избори ние имаме релативно мирен ден, кога само се привршуваат сите работи во подготвени пред тоа. Значи, ние имаме сериозни сомнежи дека има
луѓе со повеќекратни идентитети. Што значи имаме- тоа со повеќекратен идентитет? Со повеќе лични карти. Понатаму. Со иста фотографија, со различен матичен број или со ист матичен број? Со различен матичен број. Значи може да гласаат на неколку места, Исто така, имаме сознанија дека луѓето гласаат со лични карти кои се постоечки, на постоечки луѓе, меѓутоа кои не се тука, односно не биле присутни физички на чинот на гласа. Тоа значи дека се правени и други лични карти, тоа ли тврдите? Или пак со постоечки лични карти собрани и гласано е со нив на гласачкото место од страна на друг човек во кој се има доверба. А како е со со лампата и со обележјето? Тука исто така е многу интересно. Вие ако се сеќавате, ние на онлайн стримингот на првата или на втората пресконференција на денот на гласање, пред камери избришавме еден од тие маркерите. Да. Не секаде маркерите беа со таков квалитет. Некаде маркерите беа сосема коректни. Понатаму, имаше еден период наутро и еден период попладне, кога на еден сериозен број на гласачки места лед лампата едноставно не работеше. А гласањето не беше прекинато. Со исклучок на едно-две места поради други причини. Меѓутоа поради лед лампата не беше прекинато. Ова се вие го документиравте? Тоа е се документирано и е во извештаите на нашите наблюдувачи од теренот. Има една друга ситуација во која вие на денот на гласање работеа дуќаните каде што луѓето гласа, каде што луѓето должат пари. Јас ќе ви кажам, тоа се делови од градовите, општините каде живее посиромашно население. Каде што им беше плаќан рабушот, нели популарно наречен, во дуќаните, каде што им беше исплаќана сметка за струја по електронски пат и така натаму. И каде што исто така во кеш пари 500 денари, 1000 денари им беше давано на луѓето да гласаат за одредена партија. Тие мораат да приложат доказ потоа, тоа лесно се прави со денешната технологија, со телефон, ќе си го сликате ливчето и така натаму и ќе си излезе современ бугарски воз. Современ бугарски воз. Точно така. Доаѓате си покажувате, еве го моето ливче, еве гласав, 500 денари, повели, или пак претходно ќе им се даде пари и така натаму. Имавме низа други проблеми. Исто така беше документирано и воочено дека постоеше попречување на гласање на одредени групи луѓе или поединци за кои се знае дека би гласале за противничкиот табор политички. Расипани лифтови, дезинформирање. Тука се зборува повеќе за повозрасните лица, кои се полесни да им се попречи гласањето. И ни за други. Ако го погледнете нашиот извештај... За колку број се, ако ги имате веќе извештаите, проценка некаква, за колка број на луѓе кои наместо еден глас дале друг глас или поточно не се веродостојни нивните гласови? Едните велат разликата е толку голема што 10 или 20 илјади не го менува крајниот резултат. Знаете што, еден човек да е, еден така. глас да е изманипулиран, тоа е веќе сериозна дамка на целиот изборен процес. Нашата проценка, предминатата година, 2014 година, беше дека меѓу 120 и 150 илјади гласови се изманипулирани на различни начини. Со сета ова методологија што ја кажавте? Да. Тоа е сериозна бројка и сериозна Тоа е фантастично голема бројка. Да ви кажам, ние нам ни требаше долго време, со многу анализи, со многу математики, со многу дискусии, да дојдеме до таа бројка, и тоа не само еднаш. Дојдовме до оваа бројка, ајде пресконференција, не. Работевме и ја повторувавме, ја потретувавме целата методологија, потоа се обидувавме од различни други аспекти да ја гледаме истата работа, така дојдовме ние до истиот резултат, дека едноставно изборите во 2014 година не беа регуларни. Не може да им се најде
ниедна ставка во сите делови од процесот каде што вие немате проблем. И тоа сериозен, суштински, кој може да влијае на целиот изборен процес. Така. И тоа не зборувам само за денот на гласање, зборувам за целиот период пред тоа. И за кампањата, и за финансирањето на политичките партии, и за злоупотребата на администрацијата, и за злоупотребата на јавните ресурси, било на централно, било на локално ниво. Вие имавте ситуација во која ние, онака ќе дојде некој извештај, не можете да се соберете од смеење, затоа што на гротескни начини се поигруваше со системот. На гротескни начини. На вистина не е во ред, знаете, да имате ситуација во која член на избирачки одбор добива лична карта од гласач со адреса на која тој самиот живее. Членот на избирачкиот одбор? Да, тој седи во избирачкиот одбор и му доаѓа гласач и му вели, повелете лична карта, тој го запишува и само гледа, вака, чекај малку, па ти живееш на моја адреса, ја не те знам тебе. И тоа го имате документирано? Го имам. Имам овде, бидејќи времето во телевизијата неуметно се одминува, она и онако минува, во телевизијата малку згусна тоа е. Имам две теми за самиот крај. Ова е новинарско и нешто што јас го дознав, бидејќи ние новинарите имаме право на некакви информации. Телевизија израчи во третата изборна единица и доколку имате сознание за тоа, со потполно одговорно се разбира, сериозни луѓе сме, има, бројката нема да ја кажам, има еден проблем со еден број на избирачи во тројката кој прво не се појавува, подоцна се појавува после 7 дена. Да, го знаеме и тоа го детектиравме. А јас Тоа е нема да многу ја кажам. чудно. Ќе го наречам најблаго кажано, значи тоа е многу чудно. Значи, читав еден од записниците, дури и на меѓународната организација се работи точно за нашава тројка, каде што се исправа бројката за 7 дена, а се работи за отприлика 2 претеника. Што велите за овој податок? Јас мислам дека тоа мора час поскоро да се испита, ама на вистина до Така, самата тоа е срж. институциите, не ние да спекулираме. Без никакви политички премиси. Така. Бидејќи Значи, тоа мора професионалци да го завршат и ако е дојдено до тоа поради неажурност или неодговорност, И да се тоа да се- казни така. прекршочно. За да немаме и така сомнеш натаму, дека за да се немаме работи за- сомнеш да се извади тоа на виделина. Ако тоа е направено намерно, тогаш тоа е веќе тежок криминал. Така. Не остануваат уште неколку дена. Ќе чекаме на седниците на комисијата денес. Во 12 часот има соопштение во кое што вела дека не е проблем да се соберат 238 записника кои не стигнале. Веројатно може да биде и ајкавост или јавашлук по нашки речено, но нека си ја работат. Што велите вие? Колку предизвик пред до 16 има пред оваа комисија? Да кажеме дека поведнаш по Великден треба и политичките партии да ги кажат нивните представници. Оние кои ќе излегуваат на избори, се разбира. Државната изборна комисија, ние веќе неколку пати ја повикавме да се охрабри и да биде на висината на својата задача и да и даде предност на експертските подлоги или експертските ресурси што ги има, а помалку да се потпира на политичките депеши и СМС пораки кои доаѓаат во таа зграда. Знам дека е тешка задачата, меѓутоа Државната изборна комисија треба да ја оправда довербата што ја имаат граѓанките и граѓаните на Република Македонија во неа. Ако не ја оправда, а досега имаше падни стани ситуации, ако не ја оправда, тогаш нема никој да има доверба во избирачкиот процес, во било кога да се одржи. И граѓаните ќе бидат се поразочарани и се помалку мотивирани да гласаат. И тоа мора да го имаат предвид и политичките партии, да се соберат малку и да и дадат предност на Државната изборна комисија експертски, точно, прецизно да ги одреди методологиите, односно да ги спроведе методологиите кои веќе постојат. А и постоеле и пред тоа. Значи, да им помогнеме на луѓето таму, на правните служби, на IT секторот и така натаму, да бидат
онака како што пишува и во словото на законот. Тие се сопственици на изборниот процес. А тие што се членови на таа државна изборна комисија, тие не се собственост на партиите, тие се дел од граѓанките и граѓаните на Република И државен орган. И државен орган од највисоко значење Во овој момент исклучително високо значење. Граѓанскиот сектор ќе си го каже своје, ние завршуваме емисијава. Јас и на почетокот кажав, еве и сега на крајот зборувам за нешто што е нужност на секој од нас да биде член на заедницата, до таму до каде што ќе може да ги пружи своите услуги и знаења. Да биде добар човек е најмалку што може да направи, нели? Точно така. Но живееме во време на политизација, условно речено политизација, бидејќи јас многу често повторувам дека партизацијата не е политизација, политизацијата е сегмент сензитивен во кој што се размислува за одредени вредности во општеството, а партизацијата е припадност на здруженија, кланови, какви сакате. Место на граѓанските асоциации е нужност во Македонија. Благодарам што бете дел од мојата Јас ви благодарам вам. Штивни гледачи, ова беше мојот разговор со Џабир Дерала, исклучително интересен разговор. Јас тамо на крајот ќе кажам еден дел од книгата за владетелот на Макијавели, кој вели вака: секоја власт корумпира, секоја власт бара да биде апсолутна, а апсолутната власт корумпира апсолутна. Ама не е власт ако не е апсолутна. Изгледа дека игра на зборови, нели? Ама не е. Пред 500 години е напишан владетелот. До новата емисија, довидување.